По-општ вид на равенка направа, експлицитен вид на равенка направа, сегментен вид на равенка направа, четвртиот вид на равенка направа е нормален вид на равенка направа. Овој вид може би најретко го употребуваме и го задаваме во решавање на задачи, но сепак овој вид на равенка направа има примена во решавање на задачите во аналитичка геометрија. Да ја погледнеме сликата. Нацртана е права која минува низ точката А и Т, произволните координати, тековните координати на правата А, Т се во точката Т со координати значи X и Y. Во точката А е пуштена одсечка П до координатниот почеток, таа одсечка е нормална на правата, П би представувало растојанието од координатниот почеток до правата. Понатаму, аголот делта е аголот што го зафаќа позитивниот дел на X оската и R, одсечката R, O, T. Аголот фи е аголот што правата, односно одсечката P ја зафаќа со позитивната X оска, а аголот што правата го зафаќа со позитивниот дел од X оската, ќе може да го пресметаме. Од триаголникот ОАТ имаме однос P врз R и тој однос P врз R ќе биде косинус од овој агол овдека фи минус делта. Тоа е овој агол овдека. Значи P е налегната катета, R е хипотенуза, тоа се позитивни броеви, и P врз R ќе биде косинус од фи минус делта. Односно, од тука P ќе биде R по косинус од фи минус делта, и ако употребиме формулата од адиционите теореми, косинус од алфа минус бета е косинус од алфа по косинус од бета плюс синус од алфа по синус од бета. Значи ќе имаме R по косинус од фи косинус од делта плюс R по синус од фи синус од делта. Тоа беше од триаголникот ОАТ. А од триаголникот ОБТ добиваме дека X, тоа е оваа катета овдека налегната, Y е спротивната катета на аголот делта, на овој агол тука значи ќе биде делта, тој и овој се исти агли, па ќе добиеме дека X е R по косинус од делта, односно ако го направиме односот X налегната катета врз R е косинус од делта, и исто така спротивната катета Y врз R ќе биде синус од делта, па добиваме Y да е R по синус делта, и ако овие R косинус делта и R синус делта ги замениме во оваа равенка, еве го R по косинус од делта, еве го R по синус од делта, тоа се X и Y, значи ќе добиеме X, ќе ни остане косинус од фи, R по синус делта е Y, ќе ни остане синус фи, и ако P го префрлиме од друга страна, ја добиваме равенката на права X по косинус фи плюс Y синус фи минус P еднакво на 0, која се нарекува равенка на права во нормален вид или Хесеов вид на равенка на права. Да ја видиме првата задача, која вели да го нацртаме графикот и да ја напишеме равенката на правата, која од координатниот почеток, значи P ни покажува колку таа права е оддалечена од координатниот почеток, значи правата е оддалечена за 2 единици, и аголот фи, а аголот фи беше агол кој што го зафаќа
одсечката P со позитивниот дел на X оската. Значи аголот фи беше овој тука големиот, значи подобро може да запишеме вака да биде на поголемо. Значи фи е аголот што го зафаќа одсечката ОА, односно таа одсечка која го кажува растојанието на правата до координатниот почеток со позитивната X оска. Значи, цртаме аголот од 60 степени, тоа е овој агол, повлекуваме крак на аголот, мериме должина 2 единици, 1 единица 2, добиваме точка А. Во оваа точка А конструираме права, која што ќе биде нормална со одсечката П, и сме ја добиле бараната права. Значи, на таков начин сме го нацртале графикот и да ја напишеме равенката ни останува. Значи, имаме x по косинус од фи плюс y по синус од фи минус p двојка еднакво на 0. Од тука имаме x по косинус од 60 ќе биде исто што и синус од 30, значи би имале 1/2 плюс синус од 60 е корен од 3 врз 2 минус 2 еднакво на 0, ќе помножиме се со 2, корен од 1 1, значи 1 по x е x плюс y по корен 3 бидејќи двојката ќе скрати минус 4 еднакво на 0. Еве оваа равенка што ја добивме сега е равенка во општ облик. Погоре како што беше напишана е фактички равенката на правата во нормален вид.